Владимир Владимирович, како си, брате? Добар, еве ја тука емисија сега терам ова подкаст преку Тасевски, имам една многу феноменална гостинка. Да, кажи, која да дојам на Сарма? Како? Сарматот ќе опушташ. Кога бе, брат, ќе опушташ Сарматот? Ама глеј сега, нели се договоривме, ја ти сега Сармат у Македонија и ох тоа. Со нешто помало ако треба мајне, сега Сармат не. Ајде па македонциве многу те сакаат, знаеш со суштина, ајде. Ај молим те, учени ми молим те, немој нас со Сармат жити Богоројца. Ајде Владимир Владимирович, морам да терам со емисијава, се слушам и друг пут на црвениот телефон, барем и не на овој црниот. Тој е црвениот кодиран. Ајде, се гледаме, чао, секој е добро, чао, чао. Извинете за овој мал упат на Владимир Владимирович. Но да продолжиме. Добре дојдовте во уште еден подкаст преку Тасевски. Ќе уживате, мислам, во разговорот со вечерашнава гостинка. А јас како и секогаш на почеток да ги представам моите спонзори. Пицерија Портофино. Најдобри пици во градот, бесплатна достава. Значи, кој пробал пица во Портофино од пастермајлија или сендвич пица, еднаш го пробуе, 100 години раскажува после за него. И вториот спонзор е бутикот Forever 19. Тие ме облекуваат, никој не ме се облекува, пак ќе повторам, но тоа е судбина, лоша карма, како сакате, кажете. Но не е лошо да отидете во бутик Forever 19, ги имате на Кајро на тоа телефон и све како треба да се јавите, да отидете таму и ќе бидете супер пречекани и имате што да изберете. Женска колекција особено, а и машка колекција, како што можете да забележите. Добре, сега малци и манекенот си го прави своето, но тоа е тоа. Имам чест вечерова да ја представам мојата гостинка, феноменална, млада режисерка, која што и тоа како многу ќе каже уште за театарот во нејзината кариера, што е пред неа. Теа Беговска, драго ми е Теа. И мене, Сашо. Леле, што сме ладни у рацеве, мраз, двајца. Се испофали. Па сега добро, ако нели кој ќе умре ова ромкава, некој мора да ме фали. А сам најдобро се фалам. Теа, со причина си викната вечерва, а тоа е новата представа во драмски театар Фамилијата Адамс. Тема светски позната, сите знаат кои се фамилијата Адамс. Само на почеток да не заборавиме, ќе кажам дека оваа представа која што е исклучително смешна, значи без памперс да не доаѓате на представа, тоа такво смеење ќе биде не е нормално. Премиерата ќе биде на 25 декември оваа година. Предпремиерата ќе биде ден порано и да знаете, билетите за Фамилијата Адамс ќе бидат пуштени уште на 8 декември. Од сега ви кажувам да знаете, да не биде после не ни кажа па плачење, кукање вамо тамо. Да знаете, од 8 декември се пуштаат картите во продажба, на време реагирајте, купете си карта, оти после да не биде имаш карта, па немам, се распродадоа, а многу убаво е тој период пред Нова година и да се насмеете, како вовет во на прославите што не чекаат после тоа after work party после 25 и така натаму, се до дочекот на новата година. Теа, зошто фамилијата Адамс, вакате? Какво клише, праше. Па добро сега, после долго време прв пат ми е вака за театар да правам муавет, ама нешто се вадам од мене што ме прашувале, па затоа вака почнав и добро е да се движам у комфортна зона. Зошто фамилијата Адамс? Па не знам, многу ги сакам од дете, многу ги сакав, а она што ми е мене интересно кај фамилија Адамс е нивното однесување, затоа што мислам дека целиот свет е некако претворен во фамилија Адамс. Знаеш, сите се однесуваме ненормалните работи и ги префативме како нормални, знаеш, и се однесуваме како се тоа да е нормално, нели? За фамилија Адамс тие си се специфични и своји, чудни на свој начин, но се однесуваат како да е тоа најнормално за нив. И мислам дека и ние денес
со сите проблеми со кои што живееме, некако се однесуваме кон нив како најнормално да е целото тоа. Например, не знам, ќе ни кажат дека поскапеле производите, пример, и ние ќе речеме, па добро бе, ќе јадеме помалку. Знаеш, ја прифаќаш новата реалност. Новата нормалност. Одеднаш, секој, јас кажав некој многу прост пример, многу поопасни работи се случуваат. Само да те прашам, ти сега на граф или на боранија си, од кој поскапеа производи? На проби. Јас сум на мандарин. Теа на проби јаде по 3 кила мандарини, ја вака ја гледам, викам, дани и се слоши да притрчаме тука и банани, бога ми јаде, ама мора така за да и работи мозокот, а бананата, калиум, вамата. Ти помага ли у концентрација ова мандарин? Многу, да. Ме гледаш како су фул внатре. Да, внатре си помагаш на глумци. Мене денес ми помогна на една проба со еден така, да го наречам тоа гек, и јавно да изразам, нели, благодарно сега од денешнава проба. Иначе ние доаѓаме од проба. Како си задоволна до сега со пробиве? Глумциве ги бивали? Нели ги бива? Уште текстот да се научи. Текстот да се научи. Многу бараш, да ти кажам. Текстот сега да го научиме на втора мизансценска. Мизансценската е на сцена која ќе почнеме да ги работиме представата. Кажи ми овој, да, го спомне, овој будалава Сашо Тасевски игра кај тебе, Игра, да ти кажам, да. Зашто се заеба? Што го зема да ти игра? Се заеба малку, Па немаше поголема будала што може Фестер да го игра. Кој треба да го игра? Фестер. Ајде, кажи ти. Благодарам, ова ќе осватам како комплимент. Кажи ми да парафразирам Толстој, затоа што ти почна да зборуваш на таа тема. Толстој рече дека секое семејство е несрекно на свој начин. Толстој ли беше тој? Да. А дали сега важи дека, пошто го спомна времето кое живееме, дека секое семејство е ненормално на свој начин? Веројатно да. Да. Веројатно да. Што е според тебе, ајде вака, таа ненормалност? Ај ги спомна ова цениве, како сите се навикнуваме на нови ситуации. И ги прифаќаме како нормални. Да. Што ќе кажеш, на пример, што знам за генерално за светов, еве да кажеме, тие извртени вредности, се што е чудно, бизарно, некако најде свое место во светов. Луѓе, нели, заработуваат многу пари на тие бизарности, на TikTok, на ова, на она. Еве сега видов дека прочитав кралот на криптовалутата купил банана залепена со селотейп на зид, инсталација на некој италијан за $5 милиони. Тоа не е дека некој не го правил пред него 100 години тие инсталации, но дали мислиш дека светот, ајде да кажеме, нема да зборам, да го кажам зборот, дали мислиш дека светот влезе во некоја, не знам како да кажам, некоја безидено што се манифестира преку таа бизарност? Како гледаш на тоа, еве сега да го поставам прашањето, ме разбираш, мислам? Тие се веројатно некои нормални работи што доаѓаат, знаеш, кај нас, ама мислам дека треба ние да се научиме како кон тоа ќе реагираме, нели? Затоа што се нешто, прво развојот на технологијата е многу забрзан. Тоа е секојдневно, во секоја минута, во секоја секунда излегува нешто ново. Сега прашањето е како ние ќе се однесуваме кон тоа. Тоа не можеш да го стопираш. Тоа е дел од природата на човекот, тоа е дел од природата на човештвото. Треба да стигне до некаде, да се распадне, пак да се изгради. Знаеш, не можеме ние ригорозно да ставиме точка на некои работи кои што едноставно течат. Прашањето е кон нас, ние како кон тоа ќе се однесуваме. Како ќе го прифатиме ние тоа. И според тебе, театарот, уметноста конкретно, може ли да ја канализира таа бизарност, таа ненормалност во нешто спротивното? Има ли моќ таква според тебе? Не сум сигурна колку и каква моќ има денес театарот, Сашо, затоа што не. Ај вака да те прашам.
Има ли во Адамсови политичка порака, да кажеме? Во онаа широка смисла. Сигурно има. Која е вака, според тебе, таа? Дали таа... Да. Дали токму тоа, како да кажам, таа споредба, компарација на една фамилија која што е чудна, бизарна, да не кажам нели ненормална, оти секој е ненормален на свој начин, и една, да кажеме, што се појавува во претставата, една друга фамилија која што доаѓа од овој во наводници кажано нормалниот свет, меинстримот. Тука ли е политичката порака на... Па не, види, јас не мислам дека првично не пренесувам, не би сакала да пренесувам некакви пораки, туку сакам публиката да си свати сама, кој разбра, кој си разбра едно, кој си разбра друго, не вперувам прст кон никој. Добро, тоа е јасно, не едноставно не завземам страна и мислам дека театарот апсолутно не треба да завзема страна, затоа што на сцена кога сакаш да покажеш некаков проблем, било каков проблем, дали е општествен, дали е политички, семеен, било каков, дека треба да ги видиш двете страни, да ја видиш причината зошто некој така се однесува, кој го натерал така да се однесува и исто да го впериш прстот кон оној што го натерал така да се однесува, кој е пат неговиот мотив да ги тера луѓето така да се однесуваат, ме разбираш? Секогаш мислам дека треба да се гледаат двете страни. А во однос на ова што го зборуваш, нашава ненормална Адамс фамилија и нормалнава, јас не гледам тука некаква разлика во ненормалноста. Од друг аспект е ненормалноста кај едните, од друг е кај другите. Овие нормалните во наводници се повеќе затворени во своите пуритански, малограѓански, така да кажам, рамки, а овие малце ги пробиваат тие рамки негде, одат негде над тоа во некоја друга сфера се наоѓаат онака. Што мислиш, дали сега пак ќе се наврата малце нова, дали театарот има смисла? Дали е вредно човек да се занимава во театар кога живееме во време кое што се наоѓа, така да кажам, во едни околности кои што го носат светот пред некоја несакана апокалипса, гледаме што се случува по светот. Дали ја изгуби театарот својата вековна, повеќе вековна улога, својата смисла на скретничар, исправач, учител за животот, за... Види сега, ние можеме да зборуваме локално, затоа што појма немаме какво е влијанието на театарот во Франција, во Италија, во Германија, не знаеме какво е, во смисла може да читаме за тоа, но не живееме таму, не знаеме какво е влијанието. На глобално, на светско ниво, знаеш дека публиката за театар е 5%, 7% од целокупното население. Тоа е многу мал процент. Но, ајде тогаш, ако нема смисла, тогаш да престанеме да го работиме ова. Да ги затвориме театрите. Знаеш, мислам, сега, може би, и за правниците веќе нема смисла да бидат правници ако тргнат со проблемите на правото во државава, така? Судството, тогаш ајде и тие да престанат, ние не се бавиме веќе со ова, нели? Мислам дека секогаш одново од почеток треба да наоѓаме нова страст, нов мотив. Секогаш да не држи тоа, затоа што ние сега живееме едни проблеми. Претходните генерации имале други проблеми. Јас верувам дека театарот со времето кај нас се повеќе и повеќе се распаѓа затоа што интересот се распаѓа. Зошто? Затоа што новиве генерации имаат некои други потреби, како да ги наречам, знаеш? И мислам дека тоа е поразително, но тоа нас не треба да не демотивира, како да кажам. Ако не ја работиш оваа работа или било која работа со страст, веднаш треба да прекинеш да ја работиш, одма, во истиот момент. Зошто ја работиш? Знаеш, нашава работа е, знаеш ти, дека
мораш да си креативно и 100% внатре. Знаеш, сите тие проблеми од околината треба да те мотивираат, а не да те демотивираат. На секој проблем како предизвик да гледаш. Да те тера да размислиш, како можам јас ова на сцена, на свој начин да го покажам, да го... Значи се работи, да, тоа е едноставно повик кој што си едноставно одбран да го правиш тоа и веројатно го тераш. Сигурна сум на тебе, може би сигурно како и на мене ти дошло, знаеш, да кажеш, јас не сакам веќе ова да го правам. Нема смисла ова. Зашто ги правиме овие представи? Да, Зашто ја правам оваа представа? И мислам дека ако е тоа мисла која што само пролетува, е во ред. Но ако е нешто кон кое што вистински и искрено го мислиш, стварно треба да престанеш да се бавиш со тоа. Така мислам. Ќе го земам ова во предвид, да ти кажам. Добро. Зашто баш се реши, добро, Адам, се реши, зашто баш комедија? Комедија во драмски пред децении беше, така да кажам, театарот кој што својот бренд го изгради на многу познати култни комедии, се правеа и драми, особено Горан Стефановски фактички заживеа на сцените на драм, преку сцената на драмски театар Горан Стефановски на некој начин стана Горан Стефановски. Зошто баш се реши сега, ова време, во драмски, баш за комедија? Рековме зошто Адамс, но зошто комедија? Ова е прво црна комедија, знаеш и сам, значи не е класична комедија, туку и мојот хумор. Не сакам да го наречам мој хумор, но она што мене ми е смешно не е дневна политика и шали некои кои што се, не знам како да ги наречам, него некој хумор кој што е малку не подлабок, сега да не филозофираме, хумор е хумор, но не е хумор на пцовки и на секој дневни шали, како да ги наречам, не знам. Тоа ме разбира. Тоа мораше да ми го посочиш негде на првите проби, да не отидам во тој мој луп, така да кажам. Така што ние работиме црна комедија, Сашо. Да, знам дека што е црна комедија, сум работел ја црна комедија. Да, па играше ти во Викенд на мртовци? Не. Статиравте таму, тоа одамна со во драмски. Во Арсеник и Стара Тантала, тоа ни беше дипломската, после тоа и Кандид не беше баш некоја граѓанска комедија. Кандид беше одлична представа, и Кинегонда. Така да јас, да кажеме, го имам тој сенс, ама шо правиме со македонци? Имаат ли македонската публика сенс за тој хумор? Јас мислам дека имаат. Мал е процентот, можеби, но да. Јас не сум за представи каде што публиката ќе паѓа од смеење, да не може да се смири. Знаеш кој е смеење, најубаво смеење? Во себе. Да е озбилно. Вака ја да ти речам сега, теа, многу е смешно, али се смеам у себе. Мислам, малце... Не, ме разбира што сакам да ти кажам, она, знаеш, урлање од смеење. На што се смее публиката? Ти си водиш стендап, ти најдобро знаеш на што се смее публиката. Јас не можам... Јас работев во театар комедија, Бракот е брак правевме една представа. Значи не ми е прв пат да работам комедија, но ова е малку по-различен хумор, нели? Ние ова што го работиме. Адамс фамилија, кај нив е смешно. Смешни се карактерите, смешни се нивното однесување е смешно. Начинот на кој што реагираат на одредени ситуации. Самите ситуации, самите карактери ставени во тие ситуации. Например, во нашава представа Дамсови, местото на случување се гробишта. Така, да. И тие, да кажеме, уживаат во
атмосферата на гробиштата, во да. мирисот на... Да, се дружат со предците, се дружат со зборат се зборат со умрените. Како Бајден исто, Да. си разговараат така, здраво, како си добар, ја добар. Па гледаш, има политички контекст, ќе го откриеш ти со време. Допрва, чекај, имам време до 2 репризи после премиера да го откриам. Која е овој суштинава на представа. Кажи ми, кога прв пат така кај себе си ја осети таа склоност кон театар или уметност, кога беше тоа кога прв пат, да кажеме, падна на заведувањата на штиците што живот значат, на тој мирис на сцената? Татко ти, мајка ти се актери. Да. Тоа како е да се биде дете на двајца актери? Ја гледав, да ти кажам, има една серија од 70 и некоја година, српска серија, у тоа време југословенска, ама београдска продукција. Да. Имаше една, тоа е за еден клас серија, имаше една типка, двајца родители и беа глумци од театарски глумци. Значи, они дома се караа со реплики од Шекспир, од оваа побудале. Значи, пушеше ко турчин по... Дали тоа тебе ти се случуваше понекогаш тоа така? Мислам, стварно е тешко, двајца глумци. Мислам, онака, шо знам ја тоа како... Опиши ми го, ја не можам да знам. Вие како Шекспир, Молиер, шо... Па види, јас не можам да се сетам на тој момент, Сашо. Сакаш да го забориш? Не ми светнало во глава, јас сега ќе се занимавам со театар. Јас порасна во театар. Моите ме носеа цело време, секаде со нив. Погримиорни ме чуваа, гардеробери, инспициенти, кој стигне ме чува. Знаеш, јас не оде во градинка. Цело време бе во театар и мислам дека јас немав избор. Јас... Не си остави... Мислам, шо да биде? Јас пораснам во театар, дома се враќаме, моите повторуваат текст, читаат текст, продолжуваат со работа и така што јас бев задоена со театар. Јас немав ништо, тоа е нешто со кое што прво се соочив. Знаеш, што од дете. И немав, јас не знам, можеби ќе бев успешен патолог. Излезе сега жилбата за лекар, патолог, нешто. Се шалам. Ама, да, бев задоена со тие работи. Од една страна, нели, не знам дали е тешко. За мене беше олеснување од многу аспекти да бидам со актери, затоа што па ми ја пренесоа вистинската љубов кон оваа работа. Знаеш, моите се враќа од проба 24 сати, беа со професијата. Јас на тој начин растев. Ја тоа не можам да го сватам како е тоа. Мислам, ја го сваќам дека сум глумец, па заради тоа. Не знам како... Ај, вака, извини, малце ова прашам. Како те казнуваат? Те кажуваа монолози некој... Не ме казнуваа, јас во животот не сум била казнета, Сашо. Тоа да го знаеш. Такви работи кај нас немаше. Казнета си. И како, например, кога ќе направиш грешка некоја така дома, нешто ќе сгрешиш, дете си била палавко. Па јас бев мирно дете. Не знам дали, немам поема, не се сеќавам. Одите избезумни. Ама, например, кога бев тинејџер, секогаш никогаш не сум била ограничена. Ме пуштаа. Знаеш, доколку се другите излезени во град, јас до толку. Ама некако јас многу бев одговорна. Таа одговорноста до денес ме... Знаеш, во 10:00... Просто неверојатно. Да. Ме видена проба денес, 15 минути пред проба, ја отидов во бифе кафе да си земам, ги гледам на сцена нешто прават муавет, викам, ај да не им сметам и сева, кај си до сега? Викам, у бифе сум, добро, сега ќе дојдам. Им викам на овие двајца во театар, тука што бе, викам, дужност зове, викам, тоест теа беговска зове, викам, морам да идам тамо, значи, стварно си имаш војничка дисциплина, тоа морам да признам. Дисциплината ми е од дома. Од дома ми е дисциплина. Стварно. Тоа што сум го гледала дома. А викаат за глумци дека имаат проблем со дисциплина, или тоа само за македонските глумци важи? Ама еве, твоите родители се македонски глумци. Не, стварно да прашам. Да, така е. А јас мислам дека со текот на годините се има изгубено дисциплината во театрите. Јас не верувам, ти знаеш, која година влезе во драмски? 95-та. Многу го знаеш
подобро од мене, значи јас не верувам дека дисциплината порано во некои повозрасни генерации претходни дека не била пренесена од професорите. Што е дисциплина во театар? Што е задачата на актерот, знаеш? Без домашната работа, шо? Мислам, не можеш со раце во джеп на проба Знаеш, има актери кои што текстот во театар си го оставаат. Не го зимаат за себе. Сега ти као мене ми префрлаш нешто, сега ти ти на текстот. И тоа домашна работа, задача, што не сум го гледала Дамсови филмот уште. Теа, значи. Слушај, а кажи ми... Инаку моментално сме на стендап, Сашо ме смее и... Нема врска ако вака што му... Па сега те начекав на мој терен, сега нема бегање тука. Викам сега, ако ти само кажува, ја после на мој терен. Слушај, а кажи ми, зошто кога дојде моментот за одлука, се одлучи баш за режија? Не знам, мене ми ги изгрешија... Мислам, не знам. Јас кога се запишував на ФДУ немаше приемен испит, требаше да чекам 3 години. И тоаш беше Пројковски, зимаше класа на Есра и тој тогаш ме седна ми рече, теа бај во Бугарија, знаеш, кај мојот професор, јас нешто бев тогаш не бев спремна да живеам во друга држава. Не знам, 18 години имав, многу бев за тука некако врзана, викам не одам во Бугарија да студирам, тука сакам да останам. И се запишав на Есра, одам на прв час и јас во класа со актерите. Аха, само ти беше режисерка? Не, имаше класа режисери, 5 бевме во таа класа, колеги, ама јас ставени моите документи во актери, што ги примија. Значи, мене уже на почетокот ми ги изгрешија документите, да. Теа, сигурна ли си? Викам, да, јас на режија се запишав. Ама тука ти се документите за актерска игра. Не, викам, јас режија ќе студирам. И така. И не знаеш, до сега не си одговори вака подсвесно зошто баш режија одбраш, што беше пресудно, што е вака мотивот? Мислам дека режијата ми е поголем предизвик. Имам потреба но и предизвик ми е, челендж ми е да со многу луѓе ги менаџираш работи. Да работам едноставно, да ги анализирам, да ги истражувам, да, знаеш, сакам да сум тука. Колку треба режисерот да биде, па сега ќе каже клише, ама добра, колку режисер... Начитан. Да, не тоа. Колку режисерот треба да биде добар психолог и педагог за да го извлече од актерот најдоброто? Најдобар. Ама тоа доаѓа со годините, со искуството. Учиш секој ден. Тоа е најважно. Какво е чувството? Да ја процениш, да ја процениш ситуацијата, секој актер на различен начин функционира и работи, да процениш кога да го пофалиш, да процениш како работи, да му се доближиш едноставно на неговиот сензибилитет, да процениш кога треба да се налутиш, кога треба, се е тоа, мислам дека и актерот тоа треба кон режисерот да го има, да ја има таа проценка, знаеш. Обострано е. Обостран е тој диалог помеѓу актерот и режисерот. Треба двајцата да, јас имам одговорност за повеќе луѓе, во ред, со секој на некаков начин, но очекувам и актерот кон мене како режисер да го има тој диалог на едно разбирање во кој момент што треба, како треба, колку треба и така. Да, и доверба да се развие меѓусебно. Да, таа е, знаеш ти, таа е најважна работа, но и најтешка во процесот, нели? Тоа градење на доверба обострано. Кажи ми, ти се случило ли, и какво е чувството, ти се случило ли од некој актер или актерка која што си ја зела во представа прв пат, претходно си ја гледала во 2, 3, 4, 5 представи, ти се случило ли да видиш нешто што до тогаш таа актерка или актер
го немаат покажано на сцена, го носат со себе, а ти си го извлетла во твојата представа. Да, да, многу пати не знам дали јас сум го извлекла. Не можам да кажам јас го направив ова, не. Аха. Не размислувам така. Мислам дека тоа е заеднички процес помеѓу актерот и Добро, режисерот. да, Но да, ми се има случајно да сум вака. Во различни представи сум гледала еден актер, но гледајќи го, јас сум си открила нешто друго што мислам дека го може, аха. а не сум го видела таму. Или на сите претходни места. Дали не преку некој гест или реплика што ќе го каже, ќе приметам некое движење на нешто и тоа ми било интересно како материјал. Аха, ова може понатаму да се развива. Ме сваќаш? Да, апсолутно, те разбирам. Кажи ми, која беше со која представа дипломираше? Со Слугинки. Слугинки на Жан Жан Жене Жене. работев, во Штипски театар работев. Дипломската, да. И после тоа следна Беше представа каде ти беше? 14 години беше. Пред тоа. 14 години? Да. Уф, јас мислев дека као вчера да си... Да. 13-14 година мислам нека е веќе ова, да. Како воздив неко смак на светот да дошол. И после што следеше после таа? Леле, Сашо, следната се сеќавам. која ти беше? Не се сеќавам која беше следна, затоа што јас во тој период откако дипломирав работев многу алтернативен театар. Како ја завршив дипломската, јас веднаш почнав да се бавам со алтернатива. Направивме контрола, тоа беше представа во автобус кој што возеше низ Скопје и се играше таа представа многу, 20-30 пати ја игравме тука. Да, Гостувавме во Струмица, на Ристо Шишко, во Битола на Акто игравме. После тој проект направив, секоја година правев по еден или по два некогаш ако стигав такви приватни алтернативни проекти, значи допред да се вработам, околу 10 представи направивме такви алтернативни кои што ги игравме не само во Скопје, туку патувавме и во други градови. После тоа, додека ги работев тие проекти, добив во Велешки театар работев 2 пати. Правевме Класен непријател на Најджел Вилијамс и правевме Тирамису, еден текст на... Тој ми беше уствари наметнат текст. Тирамису. Тоа е многу лошо. Под присила? Не под присила. Тоа требаше да го работи една моја друга колешка. Мислам нека тогаш остана бремена, не знам што се случи и тогаш ми се јавија затоа што имавме прекрасна соработка со Велешки театар. Они се еден фантастичен ансамбл и имаат фантастичен ансамбл и од актери и целиот оној дел позади сцена кој што работи од техника до се стварно си ја знаат работата многу и прекрасно ми е искуството со Велешки театар. Тогаш ме викна, мораше да се работи тој текст, така влегов јас таму и тоа ми беше муавето дека е многу лошо кога пробуваш да најдеш мотив во нешто што не си го одбрал ти, што не си го одбрал ти. Тебе не те допира. И тоа актерите многу го приметуваат. Знаеш, кога нели си го приметил тоа кај режисер кога работи наметна текст или наметната тема која што не го интересира и пробува во моментот да најде начин како да, знаеш, како да си го направи прво себе тоа е интересен многу текстот, лошо. да, тоа е најлошо. Мене ми се има случајно тоа неколку пати и јас мислам тоа е многу лоша ситуација. Мора да те допира нештото. Како ти ќе ми веруваш ако јас не верувам? Знаеш, како ќе те убедам да веруваш ако мене нештото не ме возбудува, не ме... Да, тоа често пати знае да се осети обострано, секојаш и од страна на глумците обострано, кога нешто не те допира, режисерот приметува дека тапкаш уместо или дека шлајфуваш, ако немаш допирни точки со улога или ако таа не ти е предизвик. Да, глумците тоа знаат да бидат и уште по, така да кажам, вознемирени. Вие режисерите тоа поише знаете да го скриете. Иако и сама знаеш дека има режисери кои што
ки кажуваат занаетли, ја не го сакам тој збор, ама не му е проблем, мислам, било што да му даеш, он ќе го склопи на сцена, нема проблем. Ке најде мотив. Не знам, јас сум за тоа оваа работа секогаш да се работи многу искрено, со искрен пристап. И кажи ми, како дојде до тоа да, значи имаше едно калење, така да кажам, ватерло, театарско, со експериментални сцени, со алтернативни представи. Тоа те замори едно време, Никогаш не ме умори тоа. Лани правевме еден алтернативен проект, Бура и Продор, кој што го игравме. Колку што го игравме, му помина едноставно времето, но никогаш не мене и сега ме возбудуваат такви работи. Јас би работела. Што можеш да експериментираш. Да. Но тоа е многу тешко, затоа што знаеш, ентузијазам, ама кај се парите? Да, затоа што такви представи не можеш да, не можеш да поставуваш во овие институции што се театарски. Па и не треба. Тоа е, па и не треба, затоа што тоа е репертуарски. Апсолутно. Театри се тие и така натаму. Па затоа те прашав дали може би тоа на некој начин ти спомна дека кај нас сепак нема сенс за тој тип на театар, за да се развие таа сцена. А гледаме дека тоа во некои соседни земји е многу легитимна работа и дека се добива пари за тоа и дека луѓе работат, да не зборам од Хрватска, Босна, Србија, Бугарија, Грција, не знам како се состојбите тамо. Но кај нас тоа никогаш не заживеа таа алтернативна Не заживеа, да. Веројатно треба да се смисли некој систем, Сашо, на функционирање, не знам, првично да се реши просторот, каде ќе се работи. Имаш ти многу простори во Скопје кои што може да се обноват на некаков начин. Јас не знам што значи тоа во пари, само знам дека има простори кои што можат да се обноват. Знаеш, да профункционираат некако, да се случува нешто внатре. Мене еднаш ми се случи, имав една идеја за многу одамна беше тоа за некој таков простор кај што културни настани ќе се случуваат нешто театарски представи. И најдов сам еден простор и овој што требаше да даде дозвола за простор, ми рече тоа е супер за катна гаража. Тука и мислам тука целиот муабет ти завршува. Викаш, добро, сега катна гаража. Ој, како се случи тоа да се вработиш во драмски театар, во еден таков бренд, поранешен на југословенскиот театар? Ој, како дојде до тоа да се вработиш како режисер? Така како режисер си вработена? Да. Тогаш имаше конкурси за вработување за режисери, актери и драматурзи. Во сите театри во Македонија имаше. Мислам дека конкурс беше пуштен за во 9 театри, не ме фаќа за збор, нема поема, можда и јас грешив бројката, но многу повеќето театри пуштија конкурс за вработување 2 режисери, 2 драматурзи и 2 актери. И јас Сашо фино лепо седнав дома и се пријави во сите 9 театри и во сите 9 театри отидов спремна. И у сите 9 те примија? У сите 9 ме примија. И после јас одбрав. Да дојдеш во драмски. Се шал. Ми се свиѓа, па знам дека се шалиш, ми се свиѓа што ми одиш у положение вака како така што јас си го одбрав местото. Да, ми вика, вака ме гледа, сите 9 театри ме прими. Не, сегам да кажам, тоаш имаше конкурси каде што ние така сме и некако научени и воспитани од нашиот професор, секоја работа многу сериозно и одговорно да си ја сватиме. Нешто на кое што не научи он е да одговорност исто така. Освен што ја имам од дома, таков ни беше и професорот. Одговорен и не научи на таа борба, да се бориме. Борбата за сите е иста. Повелете, борете се, знаеш, да се бориш. Ти со кој беше во класа режија? Така што во мојата класа, Сашо, 2 мои колеги завршија, се префрлија. Па, добро, се извини, само погаѓам. Не, ама ти сега од ликот. Да, од ликот. Кој од карактерот ти изгледа. Да, више го ловам, а не сум свесен, да.
влезе во фаза на несвесно играње на карактер. Тоа е добро. Извини. Браво. Да, фала ти. 20 твои колеги завршија во не ти упаѓам више в мајко. Не, супер. Јас Филмска режија завршија. Аха, добро. Да. И другиот, третиот, исто се бави нешто со продукција и уствари во таа класа само јас дипломирав театарска режија и некако тоаш професорот ме цело време со претходната класа негови режисери некако со нив имавме едно деби во драмски театар, 5 режисери од Есра, режиравме Вртелешка. Тоа не се сеќавам, леле со години, појма немам која година беше тоа. Тогаш работеше Владо Цветановски, работеше Архелаос. Ние паралелно работевме Вртелешка и уште еден проект се работеше паралелно, не се сеќавам. На Билјана Беличанец се сеќавам, она не играше исто во представата покојна, да. Така што тоа ни беше првиот пред мојата дипломска. Тоа ни беше првиот проект во институција, каде што мене професорот ме зема со претходната класа, 5 режисери бевме и така. И ти тогаш доби исто парче твое да режираш? Да, сите добивме по 2 сцени, нели? Вртелешка има 10 сцени. Забегавме со Муаветов, не знам што беше прашањето. Зашто забегавме со Муаветов? Не знам што зборувавме. Не, те прашав, последното прашање беше да ги однесам овие лудница. Последното прашање беше со кој заврши во класа и ти ми одговори дека само ти со театар се занимаваш. Добро, ја барем следам вака. Ама не, разберете, значи теа е така влезена во проектов Фамилија Адамс, значи она е 110% присутна. Ја мислам да ја прашате како се вика за време на проби, прво нема да ве чуе, втори ако ве чуе нема да ви одговори и навистина е, ова го кажам со цел пиетет и овакво и комплименти нели кон неа. Кажи ми и се сеќавам според тебе, ако можеш да се сетиш, сега па барам нешто да се сетиш. Ајде. Ајде, зборови ми цели реченици, ајде. Можеш ли да се сетиш најубавата, најголемата занатска работа што ја научи од професорот Дејан Пројковски? Можеш ли да се сетиш? Што е тоа што најмногу си текнуе ли на таква работа? Па веќе кажав за тоа. Многу работи научивме од него, но она што мене ми остана, како прво нешто што можам, занает. Со нашиот занает, е секогаш да наоѓаме начин да не се откажуваме. Секогаш да наоѓаме начин како да ги решаваме проблемите. На проблемот да гледаш како предизвик, а не да те мачи, не знам, најпрости проблеми се, што не знам да решам сцена, овој актер, овој актер вака, тој, не знам, некој скршил нога, некој не може, со некој не може, не. Да најдеш начин како на секој проблем што ќе ти се појави во однос на работата, на професијата, да го видиш како предизвик. Да наоѓаш начин да извлечеш баш максимум, да извлечеш дури. Не да извлечеш максимум, како на добро. Проблемот кој ќе се појави најчесто, знаеш, со радост да го прифатиш. Да, со радост да го прифатиш. А не леле што ќе правам сега, сценава како ќе ја решиме, па со овој актер не можам да се спојам, нешто не ми е, не на тој начин. Не можам да се спојам. Добро. Ајде да видам од тоа што може. Ме разбираш? Што се однесе до фамилијата Адамс, ти имаш една постановка, така да кажам, претходно во албански театар, но по друг текст. Да. Драматизацијата и за тој текст, за таа представа ти ја правеше. Да. Но тоа е нешто поразлично сосема од оваа драматизација што направи во драмски театар. Нешто остана недокажано тамо. Имаше нешто плюс што те возбуди, што ти беше предизвик, што напише уште една драматизација на Адамсови за драмски театар? Сега ќе ти кажам, ќе ти ја раскажам приказната за Адамс фамилија. Јас оваа идеја ја имам уште пред 7 години,
кога сакав првично во драмски театар да ја правам. Склоп на околности не се случи, поминаа години, се случуваа кај нас разноразни промени во театар, и тогаш ми се појави шанса јас да го аплицирам проектот во детскиот албански театар. Го аплицирав, го добив и таму ја направивме представата. Представата таму ја направивме во некои поминимални услови, затоа што тој театар се уште се развива, имаат одличен ансамбл на актери, таму се супер одлична една млада екипа, повеќето се студенти на Рефета бази и се одлични, многу талентирани актери. Имав одлична соработка со нив, но тој театар нема услови. Не знам дали си бил, тоа е во Кино напредок бивша? Да, во Чаршија. Тоа и не било Ги никогаш знаеш планирано условите да биде какви театар. се. Мислам, знаеш, сите тие работи кои што треба да се случат во Адамс фамилија, не се случија во смисла на целата атмосфера. Ме разбираш? Инфраструктура едноставно нема за... Да. Немав таму можности да ангажирам ни сценограф, да си направам еден тим на работа со кој што ќе можеме да... Нели? Но направивме добра представа, таа помина стварно супер, но пак остана недокажана некако. За мене. Од она што го имав првично како идеја. Роберт, нашиот директор, беше на премиерата. Кој Роберт? Велјановски, твојот колега. Од кој е тој? Прв пат слушам. Саш да му се јавиме. Да му се јавиме. Да ми легне од Путин. Не му се јавите, молам да не ме казни нешто. Беше на премиерата во Албански театар, но му се допадна представата. Првиот ден како стана директор, веднаш ме викна. Многу цена ми почитувам ради тоа. И што ти рече кога те викна? Теа, да правиме Адамс фамилија кај нас. Јас го гледав тоа, многу ми се допадна, што мислиш? И јас му реков, окей, супер, но сакам да си дадам нов предизвик. Знаеш, како да почнувам од нула. Јас го задржав костурот на приказната, што го работевме и таму, целата фамилија и се тоа, но сакав да си дадам некој нов предизвик, да се доразвијат некои други ситуации, некако, како да ти кажам. И повеќе представата да се насочи кон... Таму беше представата повеќе може и тинејџери и деца да ја гледаат, од некаков аспект. Со нашава сакам да го кршиме тоа. Оваа представа е за возрастни, по мене. Може да ја гледаат и тинејџери, за деца Бога ми, има не. некои сцени експлицитни, не се баш за возрастни. За деца не е, дефинитивно. Ама Не, далеко. Тие што не се направени, Да, тие што експлицитните, значи тие добро ќе ги гледам. Тие кај што ме замишљаш со машничка. Не, навистина оваа представа. Така што, да, сакав да си дадам и јас еден нов предизвик, затоа што со секој актер, со секој ансамбл, различна представа излегува, секогаш. Значи, Роберт беше тој што те викна и ти рече. Да. Кој би рекол да не верува човек? Морам така шо да правам. Ние класа сме сакаме од време на време вакви. Добро, ке ти врати омо некој друго интервју, подкаст. Да. До сега вака, ама искрено, наискрено барам одговор. Како си задоволна до сега со пробиве? Дали сме на време со некои работи со оглед на тоа дека сакаме да излеземе ќе излеземе на 25 декември, значи малце сите сме помотивирани, поангажирани, секој сака да излезе на 25 на премиера, пошто знаеме после нова година, тоа е не театарски месец јануари, па се губи време, па кога ќе се вратиме на сцена треба однова да враќаме некои работи, да се присеќаваме. Од тој аспект, како си задоволна со до сега како оди процесот? Многу сум задоволна затоа што го чувствувам и го гледам ангажманот од сите
буквално го гледам тој мотив и тоа мене дополнително ме мотивира кога ќе видам дека цел ансамбл, сите актери се во ова. Едноставно мотивирани се и секој веројатно има различен мотив, не навлегувам таму, но мене ми е доволно. Не е ни битно тоа, јас кој сум како личен мотив има. многу среќна што кога ќе видам атмосфера за работа, мене тоа дополнително ме мотивира кога ќе видам дека се ангажирани некако сите и тимот позади мене, околу мене што работи, кореограф, сценограф, музика, они се 200% ангажирани. Значи, Пијанманов, Никола Пијанманов, кој што ја прави сценографијата, еден фантастичен уметник и сликар, кој што неговиот готски стил многу супер ќе дојде до израз во нашава представа. Бојан Лазаров, кој што ни ја прави кореографијата, Енес Беговски, кој што ни ја прави музиката и нашите костимографи, Радка и Раде, кој што се максимално, јас секој ден поминувам од шивална, нонстоп се шие, се крои, сите во позадина работат. Пред некој ден, да. Ај докажи се. Не, сакав да кажам дека лично јас, како Теа, Роберт, кога ми кажа 25 декември е премиера, јас го тргнав тоа како не... Го тргнав ти беше како... малце скептик на почеток, или не? Па бев скептик, скептик, искрено да ти кажам, затоа што го знам обемот кој што треба да се сработи. Да не забораваме дека во представата, освен 10 актери кои што се од ансамблот на театарот, играат уште 8 студенти, кои што се дел од представата и се вклучени во голем дел од представата. Играат зомбија. Зомбиња на ова зомбиња. Така што 18 актери во една представа, во старт има една, знаеш обемот на работа, колкав е. Но јас сум човек кој што не си прави таков притисок. Јас го имам заборавено датумот. Во смисла, не ми стои, леле, уште 5 дена, уште 4 дена. Не, го имам тргнато тоа како мисла. Него едноставно тече, работи нештото. Океј, денес ова, утре тоа. Во рете, ме сваќаш, мислам дека нашава работа под притисок и ајде да стигнеме тука креативноста. Тоа грчот предизвикува грч кај сите, креативен грч. Апсолутно да. Таа паника и добро знаеме кога е премиерата. 25-ти и ќе излезе. Не сме у паника, тоа е најважно за сите. Не сме у паника, си работиме, да. И не се чувствува баш никаде паниката. И веројатно затоа лесно оди како по вода работа. Да. Во саботата имавме феноменална презентација за време на пробите, тоест пред да почне пробата. Имаме многу магија у представата. Значи отвораш книга, огин луѓе вака искача од книгата. Тоа Wednesday, ова малава од Адамс Family, таа намчорката што е, вака отвора книга, огин. Мене ми излегува чадни зуши од врат со струја, вака се, виштина струја, вака се има пиротехника, значи интересна. Мето се вика професоров? Да, Мето, да. Тоа е Мето, професор на природно-математички по хемија и во други представи во драмски помагал со неговите иновации од пиротехниката, така да кажам. Те гледав додека презентираше Мето она книга на која се запали, која отвори, вака голема книга, отвори како Мерлин, вака оган од книгата. Те видов како гледаш, како бајка да гледаш пред тебе. Дали мислиш дека тоа ќе допринесе, ќе придонесе, поправа на македонски, ќе придонесе за таа магија за таа магична атмосфера на целата представа, за целата приказна. Сигурно, Сашо, ние не прво имаме друг медиум, имаме театар медиум, не сме на филм. Да, филмот нуди потешко. Филмот нуди разноразни работи, со ножеви се маваат Адамс фамилија, знаеш, мислам, тоа е во филм, окей, во ред, ние правиме филм во театар. Во смисла ги користиме театарски изрази за да го постигнеме она што го нуди филмот со нашиот театарски јазик. И овие ефектите како ќе придонесат во однос на, нели,
Тоа е Адамс фамилија, мора да го имаме тоа, не можеме ние да глумиме експлозија. Браво, добро, ама треба нешто да нешто се случи. Да се случи, да се види сепак. И баш и сега младите се навикнати визуелно какви ефекти гледаат на филмови, барем у театар да им приближиш нешто од тоа. А ова дури подобро делува филм затоа што луѓе гледаш огин вистински од книга, вака букнува, како да ви кажам. Ке има многу такви интересни ефекти и мислам дека тие дополнително ќе бидат големо изненадување за публиката. Да, и јас оно што го видов прв пат страшно ми се допадна. Го видели професоров Мето колку е, како да кажам тоа, посветен на тие кога ги правиш експериментите. Па тоа е љубов. Тоа е кога некој си ја сака онака работата. Како беше посветнито тие, па чекајте сега ова, па што фалеше нешто која рече, а нешто батеријата прегоре за детонатор некој. Нешто за книгата. За книгата, аха. Да, жиците нешто не му беа споени, не знам. Еве се од режија ми јавуваат две агентки на Владимир Владимирович Путин, Маша и Сташа ме чекаат. Ке мора наскоро да одам со хеликоптер до Кремљ. Чекај малку, утре поставуваме сцена 8. У 10 имаш проблем. Не, доаѓам те ја. Не, до 7 саат слетуваме у 7 на хелиодромот тамо кај Филип II, како се вика ова, така да доаѓам на проба спремен, освежен. Маша и Сташа може ќе ја гледаат и пробата. Со научен текст. Со научен текст, па нема тоа, јас у авион, у хеликоптер ќе учам. А Маша и Сташа? Ке ми помагаат, ке ми фрлаат реплики, као суфлетки, додека јас само, како беше ова, значи цело време ќе бидеме активни, ќе го учам текстот у хеликоптер, нема да ги погледнам со очи. Одлично. Така да доаѓаме тамо, ќе однесам, му реков на директорот да ми спреми 10 карти, пред да тргнат у продажба сега на 8, ќе му ги однесам на Путин, најверојатно ќе дојдат на представа. Владимир Владимирович, Песков, Захарова, не знам, и овој Медведев со... Значи директно на гробиштата на династија Адамс. Да. И дека мислам дека ќе живнат гробиштата. Уште повеќе. Теа, нема сега да ти поставам уште едно клише прашање, да не сакаш нешто да кажеш за крај. Не, многу глупо прашање, мислам, или каква порака имаш до јавноста, македонската јавност, до младите, и тоа е многу клише, ептен клише прашање. Ништо, само ќе ти се заблагодарам на крај, што навистина направи феноменални напори, после проба да дојдеш тука да го снимиме подкастов и да ја најавиме представата. И навистина посакувам, затоа што да направиме, ја не ти го кажав тоа до сега, но можеби сум најмотивиран од сите да направиме добра представа, затоа што мене долго време ме немаше у театар. Да. И еднаш после проба те викнав и ти реков дека сум усран као грлица. И за малце да имаш вака малце обзири кон мене, нели? Овој. Али можеби сум најмногу мотивиран дека навистина сакам да биде бум и баш онака да заживее Ептена и да играме многу години на сцената. Ти посакувам се најубаво овој проект и понатака. Ние сме у ист театар, тамо се гледаме, сакаш, не сакаш, мора да се поздравиме. Иначе ние вака не си правиме муабет, нишан се гледаме, ама вака Ептен сега дека подкаст, па за тоа. И навистина многу ти благодарам што дојде во подкастот. Фала ти многу, Сашо. Јас многу се радувам. Ја прв пат работиме заедно. Да, тоа заборавивме да го кажем. Прв пат работиме заедно. Фала ти многу и јас учам многу од тебе. Мене учиш? Да. Како, ајде да не зборам. Аман, бе, човек. Јас, значи, толку ниска самодоверба имам што... Епте. Не, окей, се шалам. Сакав да кажам фала ти и тебе, драго ми е што прв пат соработуваме. Мислам дека сите во екипата го имаме тој мотив стварно да направиме добра представа и мислам дека работиме на тоа секој ден и дека ќе направиме одлична представа. Драги гледачи, ова беше Теја Беговска. Се надевам дека ќе ви биде многу забавно ова интервју, а вие поминавте уште еден час, преубав час во подкаст преку Тасевски. Се гледаме во наредната
прилика. И не се секирајте, македонците го сакаат Владимир Владимировиќ, ние нема да кркаме сармат. До гледање.